Денес се одржа јавна седница во Врховниот суд по повод нашето барање за заштита на законитост против одлуката на Кривичниот суд, со која што беше одбиено барањето за обезбедување на имотот на една од политичките партии во случајот Талир. Докаде истрагата настрана од БЗЗ? Истрагата продолжува и понатаму се преземаат одредени активности кои што во оваа фаза може да бидат преземени, така што во моментов немаме нови податоци кои што би можеле да ги соопштиме на јавноста. Може ли сега да ни кажете, претходно немаше многу детали, зошто Кривичен два пати ви ги одбиваше барањата за замрзнување на имоти, кои се вашите против аргументи сега денеска пред врховните суди? Вака, Кривичниот суд првично ги одби сите барања затоа што тврдеа дека не сме доставиле снимки. Во тој дел ние се потрудивме, доставивме дополнително и снимки до судот, со тоа што вториот пат не ги поднесовме сите 12 барања, поднесовме само едно, чисто од причини на економичност, со оглед дека се работи за многу обемен материјал. Сега, во конкретниот случај, втората одлука која што беше донесена, сметаме дека е спротивна и на повеќе законски прописи, и тоа како на Закон за облигациони односи, Закон за јавни набавки, најважно Законот за финансирање на политички партии. Со таквата одлука на судот со која што се повредени законските прописи, сметаме дека таков тип на судски одлуки не треба да бидат предмет на нашето позитивно право и заради тоа побаравме од Врховниот суд да ја прогласи ваквата пресуда за односно ваквата одлука на судот за незаконита. Дали понудивте некакви компаративни други решенија? Да, се разбира, обезбедувањето на предмети во кривичната постапка е нешто што е навистина значајно, посебно привременото обезбедување, затоа што тоа е единствен начин да покажеме дека криминалот не се исплати, така што беше понудена праксата и меѓународните инструменти, како што се Конвенцијата на Обединетите нации за борба против корупција, исто така и Конвенцијата на Советот на Европа, Кривичната конвенција за против корупција, што е, така што беа изложени повеќе аргументи од наша страна во прилог на нашето барање. Во извештајот имате наведено дека дел од сведоците повикани за овој случај дали идентично оправдување, дали се уште се повикуваат сведоци, како може да се отстрани ова пречка? Во овој момент не, затоа што досега беа и годишните одмори и би било неблагодарно да повикувате сведоци кога не знаете кој кога користи годишен одмор. Се разбира дека ние имаме механизми да ги отстраниме сите појави негативни кои што можат да влијаат на истражната постапка и ве уверуваме дека во иднина ќе направиме се за да се надминат сите состојби. Како може ли коментирате, се извинам, тврдењето на опозиционата ВМРО дека вие представувате алатка на власта и дека на овој начин сакате да го невозможите нивното учество на локалните избори? Апсолутно таквите тврдења се невистините. Неколку пати сме се оградиле од политички изјави и тоа би го направила и во овој момент. Сакам да укажам на тоа дека замрзнувањето на имотот е само привремено и со тоа би се ставило забрана за раководните лица да не можат тој имот понатаму да го отуѓуваат и со тоа да нанесат дополнителна штета на политичката партија, така што би рекле дека ако ја земеме политичката партија како посебен правен субјект, напротив, оние активности кои што ние ги преземаме се во заштита на политичката партија. Имате ли информации дека во изминатиот период било отуѓување? Да, не е отуѓуван имотот, туку имаме информација дека некаде крајот на декември 2016 година главното седиште на политичката партија е всушност ставено под хипотека. И токму тоа е една од причините заради која што и истакнавме и пред Врховниот суд дека е многу значајно во фаза кога еден предмет се наоѓа во истрага, а веќе ви е детектиран имотот кој што може би да е и предмет на кривичното дело, што секако нели до крајот би се утврдило, да биде обезбеден. Коментар за извештајот, например, во еден дел ве опфаќа и вас, дали би согласувате? Па не би имала некој посебен коментар. Би сакала да кажам дека изминатиот период, односно изминатите 2 години, направивме многу напори за тоа да покажеме ефикасна борба против корупцијата и сите појави кои што го таргетираа нашето општество. Верувам дека во голем дел успеавме во таа наша задача, меѓутоа би рекла дека тоа се некои мали почетнички чекори, затоа што во иднина не очекуваат нови и многу поголеми предизвици и во тој дух би рекла дека препораките кои што се содржани навистина се во иста линија како и нашите заклучни согледувања во извештајот. Во во петок имаш информација дека истражители на СЕО влегле во општина Прилеп. Имате ли информација зашто? Немам таква информација конкретно, знам, комунициравме со новинарите, меѓутоа не би можела во овој момент да ви ја потврдам, не успеав да добијам повратна информација. Ви благодарам на